22 февруари 2024. Добра вечер во Централниот дневник на КТВ. Заседаваше Кавадаречкиот совет. Се поставува водоводна линија и струја до депонијата Мелци. Уште една нова зелена површина ќе биде подигната во Кавадарци. МОН информира дека се исплатени ученичките и студентските стипендии. Статистика објави просечната плата по вработен во декември лани изнесувала 39.998 денари. Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 април. Познати претендентите за председателската трка. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 39-та седница. Беше усвоен кварталниот извештај за реализацијата на буџетот за 2023 година. Советот донесе и други бројни одлуки, а во дискусиите на советниците се насети дека доаѓаат избори. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот 1 јануари 31 декември 2023 година е во износ од 31.334.875 денари во однос на планираните 1.235.000.000 денари или изразено во проценти 83,47. Ова го покажуваат податоците од образложението на кварталниот извештај за последниот квартал од минатата година, кој го разгледуваа советниците денеска во рамки на 39-та седница. Опозицијата во Советот констатира слабо извршување на капитални расходи, додека власта го пофали финансиското работење минатата година на општина Кавадарци. Многу понизок процент на капитални расходи паѓаат во вода сите пофалби искажани претходно. Обврските на општината се над 40 милиони денари, а се бележи тренд на раст, забележа советникот од СДСМ Павле Маневски. И забелешката на Вуко Мелов од СДСМ е дека имало слаба и лоша реализација во приходниот и расходниот дел во буџетот минатата година. Најголемо е потврлањето кај неданочните приходи. Тоа е затоа што јавните предпријатија наместо добивка бележат загуба, нема капитални проекти во 2023, оцени во својата дискусија Мелов. Председателот на Советот, доктор Стојан Чорамов, искажа задоволство од реализацијата на даночните приходи. Кавадарци се движи во прав правец. Препознатливи сме по јавната чистота, каде има 83% реализација. Потоа и програмата за одржување на јавно зеленило, рече Рамов. Советникот Филип Тасев оцени дека задоволителна е реализацијата на капиталните расходи во општинскиот буџет, посочувајќи дека централниот буџет имал само 22% капитални расходи. За градоначалникот Митко Јанчев критиките од опозицијата биле очекувани, но праша зошто го коментираат кварталниот извештај кога не го гласале буџетот. Збунети сте од ваквиот буџет. Ваков буџет нема реализиран од централната власт, рече Јанчев и посочи дека дел од капиталните проекти од минатата година се пренесени во оваа година. Им порача на советниците од опозицијата да не воделе грижа за доспеаните долгови, бидејќи општината имала план и работела домакински. Не знам како не може да ги видите работите како реално се движат во општина Кавадарци. Нема утка во делот на развојот. Се што ветивме во кампања е 90% од почнато да се реализира, а над 70% е завршено, истакна Јанчев. Советникот Петар Николов од ВМРО ДПМН пак во својата дискусија искажа задоволство од реализацијата на буџетот во четвртиот квартал од минатата година и посочи дека Кавадарци лани имаше 300% зголемен буџет споредено со минатото. Во дискусиите за кварталниот извештај се разви дискусија и околу финансиите што се пренесени од централниот во општинскиот буџет. 68% од средствата реализирани во буџетот се средства од централната власт, рече советничката Веса Богева, а Николов и реплицираше дека тоа е законска обврска на централната власт. Кварталниот извештај по дискусиите сепак беше усвоен, 12 советници гласаа за, 7 беа против. Пред советниците на денешната седница беше презентирана анализа за неоприходената вода во минатиот период во која се согледани загубите на вода. Анализата е изработена од стручни лица вработени во јавното предпријатие Комуналец согласно теренски анализи и анализи добиени од СКАДА системот. Раководителот на водовод Петре Камчевски истакна дека од вкупниот доток на вода од Лукар искористена е вода од 48%, а 52% завршиле во прелив. За градски чешми
8 годисно биле трошени 219.000 метри кубни, за полевање на зелени површини 263.000 метри кубни. За опозиционите советници презентираната анализа била паушална. Советникот од Левица Круме Богевски посочи дека во анализата немало впишано податоци од дата логерот на СКАДА системот, а советникот Вукомелов пак смета дека анализата била паушална со цел да се затворела темата за загуби на вода. Градоначалникот Јанчев ги отфрли забелешките на овие советници, посочувајќи дека истата е работена од стручни лица согласно релевантни податоци. Кавадарци нема да има проблем со вода за пиење во наредните 30-40 години, покажува ова анализа. Тоа е големата слика од анализата. Имаме капацитет да се шири градот, порача Јанчев. На денешната седница Советот го прифати извештајот за работењето на Оделението за внатрешни работи Кавадарци за минатата година. По однос на истиот, градоначалникот Јанчев истакна дека од состанокот со началничката на ОВР Кавадарци бил информиран дека е зголемен бројот на вработени за разлика од претходно, кога имаше помал број на униформирани полициски службеници. Се бележи и намалување на криминалитетот во Кавадарци. Со помош на Safe City системот на општина Кавадарци се даде голема помош во откривањето на кривичните дела и нивните извршители, рече Јанчев. Советот разгледа и усвои повеќе одлуки кои се однесуваа на вонсудски спогодби, примање донации. Се донесе решение за формирање на комисија за селекција за избор на членови на управниот одбор на регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство ШЕПА. Јанчев информира дека овој центар ќе започне со работа по изборите, а целосната изградба ќе заврши до 10 март. Советниците едногласно, без дискусии, ги усвоја извештаите за работењето на јавните предпријатија Јасмин и Градски превоз. Денес, по долги години, јавното предпријатие Комуналец Кавадарци започна со ископ и поставување на водоводна линија, како и кабел за струја до депонијата Мелци. Трасата е долга 800 метри, а целата инвестиција е на ЈП Комуналец и локална самоуправа. И денеска се работеше на подготовки за нова зелена површина во Кавадарци. Локацијата е на улицата Цветан Димов, а откако ќе се озелени истата ќе биде уредена со урбана опрема, велат од локалната самоуправа. Министерството за образование и наука денеска информира дека исплатени се ученичките и студентските стипендии на сите нови корисници кои доставиле договор за стипендија во предвидениот рок. Станува збор за 3300 ученици и 3000 студенти, нови корисници, на кои им се исплатени средства заклучно со месец февруари годинава. Одбиените кандидати за стипендија ќе имаат можност за жалба, откако електронски ќе го добијат решението во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена, стои во соопштението од МОН. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во декември лани изнесувала 39.998 денари, соопшти денеска Државниот завод за статистика. Според податоците на статистика, просечната месечна исплатена нето плата по вработен во декември лани во однос на претходната година бележи раст од 16,4%. Реално пак за истиот период просечната нето плата пораснала за 12,3%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна нето исплатена плата по вработен во секторите јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување од 27,5%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација од 27,1% и во секторот градежништво од 21,8%. Подневникот и за реакции на политичките партии, место аматерски скечеви, пратениците од ДПМН да ги вратат дипломатските пасоши со новото уставно име, порачаа денеска од СДСМ. Додека ДПМН сее лаги и ги манипулира граѓаните, нивните пратеници со дипломатски пасош со новото уставно име им се подсмеваат на граѓаните. Токму тие кои прават шоу по границите, како пратеникот Миле Левков од ДПМН, имаат дипломатски пасош со новото уставно име, изваден пред нешто повеќе од 1 месец. Антонио Милошовски исто така има дипломатски пасош со новото уставно име, Северна Македонија, и многу други пратеници од ДПМН.
Почитувани, ДПМН ги лаже граѓаните и создава уште поголем проблем со издавањето нови пасоши. Од една страна, нивниот министер за внатрешни работи во техничката влада целосно го заглавува процесот со погрешни одлуки и чекори. Наместо да го зголеми капацитетот за сликање и вадење пасоши, го укина вадењето пасош без закажување. Тоа, почитувани, го пролонгираше целиот процес со месеци. Граѓаните со денови не можат да закажат термин, а оние кои се сликале не можат да ги добијат пасошите со недели. Од друга страна, ДПМН ги лаже граѓаните дека со законско решение може да се сменат обврски од меѓународен договор. Така, ДПМН создава уште поголем проблем за граѓаните, пасошите да им важат само дома, каде што не им требаат, а да не важат во други држави, каде што им се потребни. ДПМН сака само да го прекрши Преспанскиот договор, а граѓаните и натаму да ги враќаат од граници, бидејќи законот ќе важи само во Македонија. Така што, наместо да се подсмеваат со граѓаните преку аматерски и неумешни скечеви на границите, пратениците на ДПМН нека ги вратат дипломатските пасоши и нека го повикаат нивниот министер да си ја сработи работата. Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 април, а вториот круг на 8 мај, кога треба да се одржат и парламентарните избори. Изборната кампања за председателските избори започнува на 4 април, а завршува на 22 април. За парламентарните избори пак кампањата почнува на 18 април, а ќе заврши на 6 мај. Предстојните председателски избори се седми, на кои од независноста граѓаните гласаат за шеф на државата, позиција која досега ја извршуваа Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Ѓорѓе Иванов и Стево Пендаровски. За председателските избори годинава познати се претендентите. Актуелниот председател Стево Пендаровски доби поддршка од највисокото раководство на владеачката СДСМ за втор мандат, додека единствена кандидатка пријавена на јавниот оглас на ВМРО ДПМН е професорката и пратеничка Гордана Силјановска-Давкова. Кандидатот на ДУИ за председател ќе биде актуелниот шеф на дипломатијата Бујар Османи. Кандидатури за председател објавија и од партијата Гром со Стефче Јакимовски и Знам со Максим Димитриевски. И бошњаците, како што објавија неколку медиуми, за прв пат во историјата на државата ќе имаат свој кандидат за председател, Мерсиха Смаиловиќ, која ќе биде кандидат на Бошњачки демократски сојуз. Предходно, Европскиот сојуз за промени соопшти дека нивен кандидат ќе биде Арбен Таравари, председател на едното крило на Алијанса за албанците. Професорката Билјана Ванковска ќе биде кандидат на партијата Левица за предстојните председателски избори. Професорката и пратеничка Гордана Силјановска-Давкова денеска потврди дека е кандидат за председателка на државата од ВМРО ДПМН. Решив или дека се кандидирав за председателка на Република Македонија, се разбира, кандидатурата допрва ќе се најде на конвенцијата на ВМРО ДПМН, бидејќи тие во статутот имаат специфична демократска процедура и тамо од присутното двотретинско мнозинство со апсолутно мнозинство треба кандидатурата на вистина да стане веќе кандидатура пред Државната изборна комисија. Зошто сум овде со пратеничката група? Бидејќи морам јавно да изразам благодарност до сите мои колешки и колеги што ме убедуваа, ме уверуваа дека сум добро решение за кандидатка и за председателка и што во рекорден рок ги собраа потребните 30 потписи, без да знам. Тоа неверојатно ме импресионира и уште еднаш велам дека во овие 4 години за една професорка, за една учителка по демократија, се покажа дека треба да учи демократија овде, каде? Токму во школата на демократијата. Ова е за мене драгоцено искуство и никогаш нема
да ја заборавам, да го заборавам животот со нив. Во дневникот и вести од спортот. Компанијата Кожувчанка од Кавадарци договори соработка со Кошаркарската федерација на Македонија. Ракометното првенство на Македонија никогаш не било поизрамнето. Борбата за шампионската титула за местата во ракомет на Европа, но и за опстанок до последно ќе биде неизвестна. По стартот на ракометниот плей-оф, 3 екипи имаат 2 од 2. 3 екипи се уште се немаат израдувано на првите бодови во вториот дел од сезоната, додека ракометарите на Вардар и Тиквеш имаат половичен успех. Вице-првакот Алкалоид Охрид и Еврофарм Пелистер имаат максимален учинок во разигрувањето за титулата. Екипите на Струга, Бутел и Пролет ги загубија првите 2 дуели. Екипата на Кире Лазаров е лидер на табелата со 9 бодови, додека Еврофарм Пелистер е втор со бод помалку колку што има и Охрид. И покрај поразот, составот предводен од Раде Стојановиќ останува во игра за висок пласман, бидејќи ГРК Тиквеш има 4 бода, 2 помалку од четвртиот Вардар и 3 повеќе од шестиот Бутел. Кавадарчани во следното коло ќе има тешка задача, бидејќи во сабота, во рамките на дербито во Кавадарци, доаѓа Скопски Вардар. Во борбата за опстанок во суперлигашката конкуренција, според постигнатите резултати и квалитетот на екипите, повеќе од сигурно е дека ќе го гледаме најинтересниот плей-аут. Екипите на Еврофарм Пелистер 2 и Прилеп веќе се издвоија на врвот со 9, односно 8 бодови. А сите останати ќе мора добро да запнат, доколку сакаат и следната сезона да бидат дел од елитата. Куманово и Мултиесен засега имаат по 4 бода, а Вардар, Неготино и Скопје по 3. Како што е познато, тимот на Аеродром е исклучен од суперлигашката конкуренција и сите негови надпревари до крајот на сезоната ќе бидат регистрирани со службен резултат 10-0 за противничката екипа. Утре не очекува сончево и релативно топло време со умерена облачност, ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од јужен правец, а температурата ќе достигне 17 степени. Благодарам што не гледавте. Ви посакувам секое добро со останатите програмски содржини на КТВ.